Добар ден и добро дојдовте во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостин оваа недела е амбасадорот на Република Словенија во Македонија, господинот Бранко Раковец. Амбасадоре, како го оценувате текот на македонските евроинтеграции? Дали потребните реформи се имплементираат покрај спорот со името со соседна Грција? Па за жал можеме да констатираме дека е Македонија држава кандидатка за членство во Европската унија од 2005 година. Тоа е многу долг период. И би сакале сите, мислим пред се македонски народ, би сакал дека се направи чекор напред во правец, дека би могла Македонија да добие и датум за почеток на преговорите. Вие сите знаете да за жал тоа се не случи во декември. Европскиот совет за жал не донесе таква одлука, за која мислам дека е во интерес на развој на Македонија, за обезбедување на мир и стабилноста во регија. Генерално можеме да кажеме да последниот извештај на Европската унија за Македонија беше позитивен. Зошто? Затоа што Европската комисија даде препорака на Европскиот совет да Македонија почне со преговорите. Но согласност не беше меѓу државите членки. Морам да кажам дека сепак Македонија има меѓу држави членките има голема поддршка. И се надевам дека во наредни, во иднина тоа ќе се случи, тоа да мислим дека Македонија започне со преговори. Словенија секогаш беше адвокат на Македонија во врска со нејзините евроатлантски интеграции. Ние поддржуваме од сега Македонија да стане членка и на Европската унија и на НАТО. И тоа сакаме за сите држави на Западен Балкан. А како гледате на напорите за решавање на спорот со името со Грција? Дали има забележителен напредок? Па ние сите страни дипломати во Скопје внимателно пратиме ти преговори, но за жал тука можеме да констатираме да нема неки забележителен напредок. За жал кажам, и уште еднаш сакам да истакнам да сакаме да охрабриме нашите македонски пријатели да направат чекор во правец, да со нејзиниот јужен сосед да се најде едно решение кое ќе биде добро и за Грција и за Македонија. Се чини дека состојбата со медиумите се претвори во нов предизвик во евроинтеграциите. Како гледате на овие состојби? Па може, во врска со тоа, може да кажем дека и тоа е извештајот на Европската комисија на прошлиот беше тоа забележено као областа во која Македонија треба во иднина повеќе да поработи со нејзините реформите. Тогаш уште еднаш во областа на независност на судството, во област на слобода на медиумите, би требало дека се направи едни чекори кои ќе обезбедуваат демократични процеси во Македонија.
Амбасадоре, како Република Словенија придонесува кон поддршката на македонските евроинтеграции? Дали постои слух за искуствата на Словенија кои се применливи во земјава? Па мислим дека има, мислим, Словенија константно поддржава Македонија во нејзините напори да стане членка и на Европска унија и НАТО. И од бившата заедничката држава имаме иста правна база и затоа мислим дека се многу добро разбираме што треба да се направи во врска со реформите кои се потребни за влез во Европската унија, да имаме друштво организирано на начин кој е то во Европската унија. Во препораките од Европската унија посебно беше акцентирано и имплементација на политичкиот договор од 1 март. И тоа истакне комисарот за проширување Филе неколку пати. Амбасадоре, како ги проценувате капацитетите на Македонија за привлекување на словенечки инвестиции? Јасно е дека примарните услови се мощне поволни, но дали има добри услови за профит и одржливост на инвестициите? Па искрено мислим дека Македонија во ова област направи многу значајни и позитивни чекори. Македонија со своето законодавство привлекува многи страни инвеститори, не само од Словенија. Би сакал да кажам дека Словенија уште е еден од најголемите инвеститори во Македонија, да има туку многи словенечки фирми кои се присутни на македонскиот пазар. Така да мислим дека е во ова областа Македонија навистина релето успешна држава. Словенија спроведува систематски реформи на јавната администрација од 96-та година. Во Македонија пак јавната администрација е најголем работодавач. Со оглед на искуствата на вашата земја, дали е поволно најмногу обработување да се вршат во овој сектор? Во овој час не, но во секоја земја јавната администрација или држава е најголем работодавац. Па така и во Словенија. Али мислим при тоа да е најважно прашање ефективности на таа јавната администрација. Знаете, и јас сум вработен во државна администрација. Така да понекогаш и во Словенија со многу пажни праќам те дискусии. Мислим да е кај јавната администрација многу значајно прашање на ефективноста на администрација. Во администрација, например, е и образование. Образование за мали држави, како што се Словенија и Македонија, е многу значајно. Како ќе се организира, ние кои имаме релативно мали кадровски ресурси, требамо да направимо најдобри можности за нашите деца да добијат едно врвно образование и после тоа можат да служат на најдобар начин во својата држава. Така да тоа прашање дали има превише луѓе вработени во државна администрација, тоа е прашање кое се поставува во секоја држава, па и во Словенија. Ви благодарам, амбасадор. Ала.